Здраво! Добре дојдовте во уште една емисија на Готвиме со Маја. Јас сум вашата домакинка Маја и неколку пати ви имам нагласено дека не сум професионален готвач. По професија сум архитект, но имам и некои други активности и постојани ангажмани и тоа ми одзема многу време и сум во постојана трка со времето. Исто така, сметам дека никој не треба да фрла храна, ама ни трошка храна. Поради тоа, денешната емисија решив да ја направам од остатоци од храна. Сигурна сум дека во вашиот фрижидер лежат по 2-3 парченца салама или некоја пршута, не знам, малку сирење, едноставно остатоци од се она што сте го купиле. А јас денеска сакам да ви покажам како да направите 3 прекрасни сендвичи, на вистина прекрасни сендвичи, кои може да ви заменат цел оброк. Можете да ги понесете на работа, можете да ги подготвите брзо кога ќе се вратите по напорниот ден дома. Нема да им дадам име, ама имаат инспирација. Првиот сендвич кој денес ќе ви го направам има инспирација од италијанскиот сендвич. За оригиналниот италијански сендвич потребно ни е тенко лепче кое треба да се тостира. Јас не сум многу задоволна со тој начин на подготовка. Ќе искористам обична лајбница, значи бела или популарно наречена босанка. И ќе ја стоплам. Само ќе ја стоплам. Бидејќи не сакам да подгори, сакам само да се активира протеинот и глутенот внатре. Додека мојата лајбница се топли, ќе го направим италијанскиот сос. Тука имаме остатоци, мислам дека имам околу 2 лажици павлака и во него ќе дадеме 2 лажици витанес, мајонезна витаминка. Убаво измешајте. Ќе додадам малку свеж копар. Еве колку ми е станало. Убаво иситнете го. За да не ви мрда даската како што сега мене ми мрдаше, за да не си ги сечете прстите, за да не направите хаварија во кујната, секогаш користете влажна крпа од оздола, која јас денес ја заборавив. Таа ќе спречи изгање на даската и можете да користите нож како професионалец. Свежиот копар додадете го во павлаката и во мајонезот. Промешајте. Неколку чешњиња лук ми останале. Ќе ги ставам сите. Со се лушпа, ако имате гмечалка. Лушпата ќе се задржи внатре. Промешајте. И проверете го вашето лепче. Доволно е стоплено, меѓутоа не е изгорено. Ставете убаво. Двете страни. Тука имам навистина мало парче моцарела, ќе го исечкам. Ќе оставам целото. Ќе ставам босилек. Свеж. Имам малку домати. Ми останаа преска од ручекот. Имаат само маслиново масло и малку сушен босилак. Ето така. И бидејќи ни фали малку протеин, тука имам неколку парченца говедска пршута. Вие ставете тоа што го имате во фрижидерот, може да биде пилешка, мисиркино, доколку не јадете месо слободно, не ставајте месо, моцарелата има доволно протеин и доволна текстура внатре за да ви го направи богат сендвичот. Поклопете.
ова е мојот прв предлог за денес. Сендвич кој е инспириран од италијанскиот сендвич. Има малку копар, има малку бусерлек, малку моцарела, малку патлиџан, малку протеин, а вкусот е совршен. Почнав со најлесната варијанта на сендвич. Сендвич во суштина подразбира комбинација од повеќе намирници и можете да ставите се што ви се допаѓа како вкусови. Кога јас ги комбинирам сендвичите, сакам да не бидат досадни, меѓутоа кога правам од остатоци, гледам што имам на располагање за да можам да создадам нешто кое е сензација во устата. Имам половина кокошка. Претпоставувате остаток од ручекот. Таа делува мртво, заради тоа што е ладна. За да ја оживееме, ќе згриеме една тава. Ќе ја префрлам на даската и ќе ја исечам на крупни, рустични парчиња. Апсолутно не мора да внимавате. Бони чека парче. Повели љубов. Еде. И Бони сака готвење со остатоци. Мислам дека ќе научи да збори за кратко време. За сите вие кои имате кучиња, сигурно сум дека поминувате низ многу тешкоти кога се обидувате да готвите. Секогаш имате публика, вие не ја гледате, ама она е доле и гледа нагоре со главата и моли и бара. Вие треба да оделите на тие очиња на срна. Ајде уште една. Загреана тава, ставаме ладно цедено маслиново масло на витаминка. Само малку. Ни треба путер. Мислам дека ве во фрижидерот. Остаток. Ставам една коцка. И го префрламе месата. Ова го правиме за да го оживееме протеинот, да го стоплиме. Бидејќи пилешките гради во печената кокошка се внатре, најчесто немаат примено сол, да го засолиме, да го глазираме со путер и да ставиме мало изненадување суво грозје. Не знам за вас, ама обожавам да мешам благи со солени вкусови. Во моите сендвичи често ќе најдете јаболка, во моите салати ќе најдете смокви, праски или било кое сезонско овошје. Не знам, некако имам чувство кога ќе загризам и кога во мојата уста ќе се измеша благо овошје со солен зеленчук, ми се магнифицираат сите вкусови, и благото, и лутото, и соленото. Така и сега. Само благо ги промешуваме, не ги пржиме. Туку само ги топлиме на ниска температура, за да не делуваат вкусно. Додека готвите, освежете се со малку цевитана и исклучете, оставете го да се стопли, додека ги спремите лепчињата. Искористам црно и го пресечам на половина. И повторно ќе го стоплам. Ќе го одложам малку. Така.
стоплам. Моето лепче е стоплено, го враќаме пилешкото назад, се враќа и бони назад. Вистина жешко. И имам остаток фета сирење. Убаво ќе го намачкам. На двете страни. Ќе ставиме малку мекано, сува и ќе ставиме од пилешката. Путерот ми има дадено прекрасен мирис. Ќе ставам нешто нестандардно, не се тревожете, многу ќе биде вкусно. Ќе ставам авокадо и јаболко. Не јадеш ти ове сонце, не се тревожи. Застани тука. Ми фали малку боја, ќе ставам малку црвена пиперка, само ради боја, многу тенко. Па зарем не изгледа прекрасно. Имам јаболко, кисечам, тенки кругови. Ви треба само како текстура и мала кисела нота позади во сендвичот, која ќе исплива кога ќе го гризнете и кога ќе се соединат сите вкусови. Ето, две парчиња. И ова е вториот предлог за сендвич за денес. Последниот предлог за денес ќе биде една малку калорична бомба. Во суштина не сакам тешки калорични јадења, меѓутоа оваа комбинација ми е некаква ненадмината. Сакам да направам сендвич каде што ќе ги употребам трите многу калорични состојки, меѓутоа имаат еден совршен брак меѓу себе, ако постои таков. Значи, имаме јајце пржено, сланина пржена и чедар. Чедарот ќе го направам на малку специфичен начин, на сува загреана тава, бидејќи чедарот брзо се топи, ќе го ставам малку да загори, а потоа со лебот ќе го земам од тавата. Тенко. Повторно гледате некои си 50 на грама. Тенко ќе го исечам. Ќе го ставам на тавата. Не се плашете, доколку тавата има нелепливо дно, чедарот само ќе се растопи, малку ќе подзагори и ќе го собереме со лебот. Имаме една повторно обична наша традиционална босанка. Исечеме на половина. И ќе го чекаме чедарот. Намерно не го изрендав, бидејќи не сакав да го собирам по целата тава
и сакав да има поголема количина, го почекаме да се стопи. И стоиме на готов со лепчето. Готов е кога ќе видите дека почнува да загорува. Еве гледате, тука малку веќе почнува да загорува и гледате како се одлепува. Ете го моето прво парче чедър. И одиме со второто. Може би во денешната емисија нема да ве научам нови работи, но идејата ми беше да ви дадам инспирација, да бидете храбри во вашата кујна, да бидете вешти, да не фрлате храна, а при тоа да подготвите нешто што верувајте ќе биде вкусно, при тоа ќе заштедите, сите остатоци ќе бидат употребени и користете го ова само за инспирација. Апсолутно ве охрабрувам да создадете ваши комбинации и може би да искористите некои од овие техники. Моето лепче е готово. Еве го. На истата тава ќе става малку маслиново помас масло на витаминка, бидејќи сакам да испржам сланина. Имам исто неколку парченца тука. Не останува ништо. Сланината ја пржиме додека не стане крцкава и не го испушти целосната маснотија во која ќе го испржиме понатака. Јајцето. Те знам, калориска бомба. Ако сте на диета, слободно трнете нешто. Ако сте на некоја хроно или не знам, кето диета, отстранете го лепчето, искомбинирајте ги намирниците со нешто што е дозволено. Не знам, некоја палачинка, можеби, некоја тортилја која е дозволена во хроно диетата. А ако ви од се преку глава, еден ден може да се дозволите и малку одмор. За овој сандвич најважно е да имате тава со нелепливо дно, бидејќи ништо од ова нема да биде возможно доколку вашата тава лепи, ќе направите еден хаос и нема да испадне тоа што очекувате. Почнува да биде да се топи сланината. Направиме крцкава. Додека чекаме сланината да се подготви, мислам дека ќе биде побрзо, ќе ставиме, имаме една лажичка, намаз од лукове, ајоли мајонез. Не е никаква филозофија во блендер, ставате неколку лупчиња, блендирате со малку маслиново масло додека добиете ваква некоја форма. Ова е купен, вие може да искористите, не знам, домашна направен. Ќе ставам од неговото височество лук. Може би е погоден сендвичот за навечер, ако имате проблем со лукот. Јас немам. Ќе ставиме зелена салата. Ете, сланината е готова.
И во истата тава ќе додадеме едно благо пропржено јајце со течна жолчка, за кога ќе го исечеме, жолчката да се разлее, да направи макија. Ќе засолам малце. Само благо ќе го пропржиме, да остане жолчката во течна состојба, а малку термички да го обработиме. Конзумирањето на живи јајца не е секогаш паметно, бидејќи во нив може да живее салмонела, така да секогаш, кога можете, термички обработувајте ги вашите јајца купени од продавница. И, бидејќи ми фали малку боја, повторно црвена пиперка. Ова беше мојот калоричен сендвич. Изборот кој го направив денеска можеби нема да биде по кејф на секој, можеби ќе сакате да измените некои состојки, но денешнава емисија не беше толку да ве научам на нешто ново, колку да ве охрабрам секогаш да бидете храбри во изборот на вашите намирници, секогаш да купувате паметно и да трошите паметно, да не ја фрлате вашата храна и секогаш да изнаоѓате нови можности истата да се употреби. Секако доколку имате остатоци од храна во вашите фрижидери, на вашите полици, во вашите шпајзови, слободно може да ја поделите со некои социјални семејства на кои им е потребна таа храна и запамтете, храната никогаш не се фрла. А ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.